вечер, топ тема на ваша страна. Додека избегот на грчкиот национализам на вчерашните протести во Атина поради најавеното можно решавање спорот за името, повторно ги полни страните на светскиот печат, тамошната власт се извинува, останува на декларативната заложба дека е во интерес и на Грција проблемот конечно да се реши. Овдека дома пак, во официјалната воздржаност на државно-политичкиот врв, сепак видливо е дека нема цврст државен консензус за последниот пакет предлози на Нимиц. Доволно дилеми, ако на нив се додадат и реалните геополитички игри на големите сили, за дебата вечерва во топ тема на ваша страна. А мои гости вечерва се господин Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор. Добро вечер и добре дојдовте. Господин Јован Донев, поранешен амбасадор, добро вечер и за вас. И преку скајп линија од Леринго имаме Павле Васкопулос Филипов, представник на Виножито. Добро вечер и добре дојдовте и за вас, господине Васкопулос. Ќе се вратиме на разговорот само како вовет да ги слушнеме првите, да го слушнеме одгласот и реакциите во дел од светскиот печат на протестите вчера во Атина. Прегледот го има Ивор Мицкоски. Тоа што Грција го прави е апсурдно. Ова е ставот на Штефан Трепст, германски професор за Источна Европа. Ставот го пренесува германскиот неделник Шпигел, кој во најновата статија за вчерашните протести во Атина се обидува да го објасни конфликтот меѓу Грција и Македонија. Професорот Трепст за Шпигел вели дека нема основа за страв од страна на грчкиот народ, дека евентуалното решение на долгогодишниот спор со името би нанел штета на државата или би било опасно по незината безбедност. Тоа е апсурдно, бидејќи со децении Грција е членка на НАТО и на Европската Унија и има армија која е значително поголема од таа на микроскопската држава Македонија. Под насловот "Соседи во битка за името", спорот меѓу Грција и незиниот северен сосед натера илјадници грци на протести во Атина, стои во угледниот Financial Times, кој пренесува дека грците се исплашени од наводните иредентистички претензии од Македонија. Весникот забележува дека една од најпознатите личности на грчката култура, 92 годишниот Микис Теодоракис, потранспарентно тргнете ги рацете од Македонија, предупредува дека постапките на владата се закана за територијалниот интегритет на Грција. Време е за решенија, оптимистички најавува во коментарот весникот Тагесцајтунг. Со минување на време проблемот нема да се реши. Во Атина се свесни за тоа. Веројатно и во Скопје расте свеста дека јужниот сосед и покрај патриотскиот патос кој од време на време го емитува, нема територијални претензии. При тоа, сите грчки влади во последните 20 години прифаќаа дека името Македонија ќе биде дел од решението. Во замена, бараат уставни и безбедносни гаранции кои ќе ги спречат идните соништа за голема Македонија до Егејот. Колумнистот смета дека многу нешта се сменети од минатото. Денес големите партии не се категорично против компромис. Државната телевизија не промовира патриотска идеологија, а моќната православна црква делува поделена по однос на македонското прашање. Се на се, доаѓа времето за решение. Но можеби најрелевантниот коментар доаѓа од германскиот Frankfurter Allgemeine Zeitung под наслов "Флексибилно цинично", каде покрај состојбата во Грција се анализира и однесувањето на Русија околу спорот за името. Спорот за името меѓу Грција и Македонија е повеќе од само фарса меѓу две држави. Тој може да има последици за стабилноста на целиот регион на Југоисточна Европа, затоа што Атина не дозволува Македонија да се вика исто како и незината истоимена провинција. Со години го блокира приближувањето на незиниот северен сосед кон ЕУ и НАТО. Тоа со години ја насочуваше Македонија кон авторитарно националистички курс кој речиси ја растегна земјата, а последиците за околните држави ќе беа непроценливи. Новото придвижување во спорот за името е овозможено благодарение на демократските промени во Македонија. Нововесникот се предупредува дека тој напредок може да се загрози доколку Атина повторно стане националистички тврдоглава и дозволи опортунизмот и цинизмот на Москва да влијаат на процесот. Кремљ сака да го спречи зачленувањето на Македонија во НАТО. Во однос на оваа прашање Москва се покажува флексибилно цинична како и секогаш. Досега имаше големо разбирање за македонските националисти, а министрот Лавров сега ги советува грците да не прифаќаат компромис.
Покрај геополитичките аспекти и компликациите кои грчките протести ги создаваат за американските и НАТО интересите во регионот, грчкиот левичарски портал Defend Democracy алармира колкав е домашниот притисок врз Ципрас и неговата влада. Тие се под силен притисок од американската администрација и веројатно веќе имаат дадено гаранции кон Вашингтон, но доколку останат на своите позиции, најверојатно ќе испровоцираат опасна криза во земјата. Проблемот не е само што 70% од популацијата е против нивната политика, туку што опозицијата е многу силна, покрај јавното мислење кое владината политика ја доживува како национално предавство. Протестите беа мирни, но делуваат одлучни да направат се што треба со цел да го запрат гласањето на евентуалниот договор во парламентот. Ципрас излезе во пресрет на ваквите стравови, кажувајќи дека наводниот земјотрес и милионите демонстранти останаа само желба на организаторите, екс-премиерот Андонис Самарас и лидерот на опозицијската Нова демократија Кириакос Мицотакис. Од неговиот кабинет вела дека оние кои останале дома и го гледале протестот на телевизија знаат дека важните прашања од надворешната политика не се решаваат со фанатизам и нетолеранција. Продолжувам со мирна совест и одговорност да преговарам за доброто на татковината, напиша Никос Коцијас на Твитер и со тоа го потврди ставот на владата во Атина дека нема да биде под влијание на протестите во незината одлука за решавање на спорот со името и со цел да се засили стабилноста на Балканот. Со свој став излезе и шведскиот дипломат Карл Билд, кој повика на силна посветеност на европските сили во решавање на спорот и дека без тоа балканската стратегија на Европската унија може да пропадне. Медиумските и политичките реакции од Европа и светот говорат за една ново пронајдена свест, дека спорот за името е многу поважно од обично билатерално прашање, дека ја тангира регионалната стабилност, но и балансот меѓу големите светски сили. Тоа беше прегледот на Ибор Мицковски на реакциите во светскиот печат и во дел од грчкиот печат. Љубомир Гајдов, Јован Донев и Павле Васкополос Филипов се мои вечерашни гости и одиме директно во Грција со Васкополос. Да, доколку се случаме, добро вечер уште еднаш и моето прво прашање е како вие ги доживеавте протестите и како ги оценувате? Добро вечер и на вас и на тебе лично. Видите, овие од наша гледна точка што ја познаваме состојбата дури од почетокот на 90-тите. Можем да кажам дека има некој вид обнова на овие обсесии, проблемите и делувања околу македонското прашање. Протестите пред некој ден-два што беше и во Солун и во Атина е една мала слика како може да реагира просечен грк околу македонското прашање. Ево како вовет, во тек на дискусијата можем да објаснувам од наша гледна точка како ние анализираме грчкиот национализам и грчката позиција околу темата и односите Грција-Република Македонија. Дали ова воскреснување на тој фанатизам кој што беше присутен во 90-тите и оние големи и незапамтени протести во Солун, или сепак не може да се прави паралела, имајќи ја не само во предвид бројноста за која што има голема дебата во Грција, па и политичка кавга, туку и севкупната атмосфера? Видите, секако не е сосема иста ситуацијата и уфорите во 90-тите. Грција е веќе 8-9 години во економска криза. Просечен грк има голем товар во секојдневниот живот. Македонското прашање и овај феномен последните месеци е додатно на ова општата криза во Грција, што поголемата причина е финансиската криза. Ама, ако сакаме така во суштина да зборуваме околу македонското прашање, сепак треба да кажеме дека нема голема разлика, огромна разлика или промена во политиката во Грција околу македонското прашање, а за нијансите
кога станува збор за партиите во Грција, како делуваат сега овие од условно речено левата или десната или центарот, можеме да објаснуваме со текот на разговорот. Да, ќе ве вклучиме и понатаму. Тука сте со нас во текот на оваа вечерашна дебата. Господине Гајдов, која е вашата оценка за ова своевидно национално воскресение во Грција и димензиите на протестот, имајќи предвид актуелната кавга која што доведе до тоа да се бари одговорност од министерот за полиција поради бројката што ја соопштија, таа е 100 и нешто илјади наспроти организаторот кој оперира со милионски бројки. Само ги ми дозволите една реченица. Мојот пријател Павле Воскопулос, кога интервјуирав 1994 година, и кога му соопштиле на Андреас Папандреу дека од Лерин се зборува македонски, рекол: фрлите атомска бомба на Лерин. Ова што беше вчера не беше атомска бомба, тоа е пораз за грчките не националисти, шовинисти. А зашто пораз? Затоа што таа година 1994 во Скопје беше главниот американски генерал Шаликашвили. 31 март беше. 30 април се извинувам. Ја го прашам: господине генерале, денеска не ве прати во Скопје председател Клинтон, зашто во Солно рикаат 2 милиона грци против нас? Значи, тогаш имаше 2 милиона грци во Солон. Пред некој ден имаше 90.000. Вчера велат од 140.000 до 200-300.000. Бројката на овие луѓе што ги донеле на синтагма во Атина, со не знам 200, 300, 500 автобуси, не е израз на општото мислење на владата. Затоа што владата е таа која што води преговори со Македонија. Да, меѓутоа тука можевме да ги видиме и наследниците на дел од креаторите на тој процес. Го имавме не само лично присутен и Самарас, изјавите говорат дека биле присутни ново лично својство и дел од пратениците на Каменос, кои го држат на тенко парламентарно мнозинство што го има премиерот Ципрас. Вете, Каменос е мала партија и тој сега нема како да добие евентуално до година пак место во влада или во парламент, па мора да го тегне ужето за да може да добие поени кај своите пратеници. Меѓутоа мислам дека тие 151 што Ципрас ги има и може да ги оствари со нови коалиции, не се за него загроз, зашто министерот Кодзија што вели? Не може улица да води политика. Ние сме избрани од народот и ние можеме да водиме преговори со Скопје, кој што велат. Ајде ќе ги разговараме тие детали. Господине Донев, која е вашата првична оценка, колку сето ова што се случуваше вчера, прво е протест против името, а колку протест против генералните политики на грчката влада? Добро, ја нема да шпекулирам нели во однос на прашањето за протестот, бројки и така натака, или имаме објави што е сериозен think tank, тој е главен креатор на надворешна политика од научен аспект на грчката држава. Он објави јасни податоци дека 7 од 10 грци не прифаќаат име со зборот Македонија. Да, ги имаме тие анкети. Значи, тоа е основниот податок. Ова другото, колку излегле на улица, дали излегле 2 милиона или излегле 200 души, воопшто не е важно. Секој политичар ќе се концентрира на анкетите, а нема да ги брои по площади или колку излегле, како излегле. Тоа е едната работа. Втората работа е јасно, треба да се има во предвид дека сосема е нормално дека грчката влада, актуелната грчка влада, во момент се обидува да го намали значењето, да го минимизира значењето на овие протести, затоа што едноставно во овој момент таа не може на надворешно политички план таа не може со ништо да се пофали. Две клучни прашања на секоја една влада и дали и тежат. Тоа е грчкото прашање и македонското прашање. Зборам за грчка влада. Грција доживеа неуспех во Кипар, комплетно не успеа со преговорите, не успеа со ништо и на неа во овој момент ја останува единствено да врши притисок врз Македонија за да се обезбеди подобри шанси на следните парламентарни избори во Грција. Во овој момент Ципрас и Сириза, нели, односно коалиционата влада го нема тој рейтинг. Сите податоци покажуваат дека Неа демократија ќе победи на изборите во Грција следната година. И од тие причини они се обидуваат по секоја цена и затоа се овие денешни изјави на Кодзијас и на другите дека они ќе продолжат со патриотско и така натака, затоа го фрлаат зборот патриотско,
дека не се патриотски, едноставно они играат на таа карта, евентуално колку што можат, нели, да се појават како победници во овој спор, за да може да ги добијат следните избори во Грција. Отприлика таа е, да не навлегам во детали, отприлика таа е позицијата во моментот на што јас го гледам во Грција и што се случува. Васкопулос, она што се случува и е актуелно како дебата и го задираат и дел од медиумите и во регионот и дел од светските медиуми е кој стои зад протестите? Опозицијата, црквата, бидејќи имавме една голема мешавина на десничарски па до ултрадесничарски представници и партии. Дали е опозицијата или црковниот клер или некој трет? Па видите, ова е мала слика на општата идеологија во Грција за македонското прашање. Добро рече амбасадорот пред малку, без разлика дали ќе има 10 или 100.000 на площадот или 200 луѓе, треба да е познато каква е општата грчка идеологија при македонското прашање. Ова е факт дека нема никаква реформа околу признавање и почитување на една друга различна македонштина на Балканот од ово што со децени се креира смислата и свест на просечен грк. Според, гркот, било политичари или граѓани, генерално речено, Македонија е дел од грчката антика, ово е наследство и апсолутно право околу македонските работи и така креира било кои политички одлуки без разлика која партија е на власт во Грција. Има едни нијанси последното време. За демонстрацијата што споменавте пред малку, во суштина е структури ван парламентарски, условно речено, но длабоките структури во Грција се вмешани. Нема таа масивност како 90-тите, ама општата идеологија и став е, како што реков пред малку, дека за просечен грк не постои посебен македонски национален идентитет. Што се случува сега? Имаше интересна... Има една разлика во нијансата. Од една страна не е случајно што спомнавте и некои крајно левичари, познато е дури Мики Стодоракис беше главен говорник, и од другата страна од Златна Зора учесници во ова демонстрација. За некој човек е чудно, ама видите што е суштината. Ќе видите дека има ултра антимакедонски мисли, што ќе ти рече дека воопшто не постои македонска нација, Македонија е грчка земја, антиката е наша, точка. Овие се ултра национално определени. Од друга страна, ќе видите и ова условно речено мека страна или помека страна, што од една страна не аргументира агресивно против државата или против македонскиот народ, но зад ово ќе кажи, ќе потенцира, може да имаме некој вид почитување околу словенството, има некои славјани на Балканот и во просторот и во македонските простори и можеме на некој начин да почитуваме македонослави или такво нешто. Еве пробав да давам една слика како просечно мисли грчки граѓани и можеме понатаму да промениме мислите и кажеме од наша гледна точка анализа зошто е така. Зошто е тој став, зошто велите дека е тој став во континуитет непроменлив и каква е во тој контекст улогата и на црквата, на црковниот клер?
Па затоа што нема идеолошка реформа, тоа тргнува од образованието. Ние сме деца во суштина на грчкиот систем. Од градинката па до сите највисоките нивоа кога станува збор за образование, а последните месеци, да кажам, нема никаква разлика околу тоа. Во суштина, што е поинтересно да се спорува околу националните идентитети, видите, македонското прашање и современ македонски идентитет задрмува грчкиот национален идентитет, современ грчки национален идентитет, и логично е, неминовно е, ако почна ова процедура за признавање на ова друга македонштина на Балканот, од ово што децени се сади на секој просечен грк, автоматски ќе треба да се прашува, па што се случува со современ грчки национален идентитет? Како може, како македонци не се грци? Па што е сега со нас грците? Ова е по-длабоко размислување околу темата, што не е лесно за еден просечен македонец во Републиката и во Европа да разбери зошто се раздрмува македонскиот мит, и секако зад ова работа е и македонското малцинство во Грција, што ќе зборуваме после, затоа што ова е скриен страф околу македонското прашање во Грција. Господин Гајдов. Гледате, една од најголемите лаги во историјата на светот е дека Македонија е грчка. Зашто Грција како држава е формирана, ја формирале 1830 година. А во книгата на Оксфордскиот проректор Историја на философијата вели, во 4 век пред нашата ера имало две револуции. Едната е прва европска држава Македонија и второ, по смртта на главните философи во Атина Сократ и Платон, дошол македонецот Аристотел. Аристотел 20 години учел филозофија кај Платон и не му дале да гласаат, пошто бил варварин, бил македонец. Тоа е историјата. И они до 1986 година не смеле да кажат збор македонец и Македонија. Еве пример да ви кажам. 1970 година мојот другар Кирил Ценевски, кога снимаше филмот Црно семе, беше на тајна средба во Букурешт со композиторот што вчера беше главен говорник. Колку е изненадување појавувањето на Теодоракис на овој митинг, имајќи го фактот дека тој важеше за идол на грчкиот отпор против фашизмот, на левичарското движење, тоа на екстремната левица. Еве доаѓа Кирил Ценевски од Социјалистичка Југославија или Македонија да го моли да му пише филмска музика за Црно семе, пошто негови многу другари загинале, остале коски на тие острови од фашизмот грчки. И за време на Втора светска војна, и за време и после граѓанската војна, и за време на диктатурата. Тој рекол, за македонски филм не пишувам филмска музика. Значи, тој шовинизам, што од мали години, како што рече Павле Воскопулос, ги школуваат од забавиште до дипломски студии, и што црквата им го мие мозокот постојано, тоа е оној мајндсет, тоа е парадигма што имаат грците, зашто до 1986 година во Грција се викала оваа покрајна Северна Грција и Тракија. Со таа реформа административна, таа станала Централна Грција, Централна Македонија, Источна Македонија, Западна Македонија. Значи, тоа е она што е фактографија. А нормално, со еден народ кој што нема таква историја, мора да му измислиш историја, зашто, пазите, професорот Дройзен, кој му пишувал на германскиот Бисмарк стратегија како да прави прва германска држава, тој му дал хеленизмот и Александар као ширител на грчката култура. Донев, интересна е оваа констатација на Financial Times во една реченица, велат грците сакаат се да биде нивно, а во однос кон светот се е грчко, мислејќи на историската оставштина. Право се ватам на пазете, да не ги коментираме, нели, овие, многу време ќе ни одземе весници, нели, овие древни весници, овие што ги дававте и вие сега на почетокот на емисијава, они се обидуваат на еден или на друг начин, некако со благи критики или со без критики да ја оправдаат грчката позиција. Меѓутоа, суштината е основна, суштината е она што постои, а тоа е она што го каже и Воскопулос, го кажем ја, не знам ќе колку време го збрав. Не е проблемот името на државата, проблемот е македонската нација.
Нас во Република Македонија ние го имаме нели посебно проблеми тоа да го сватиме. Значи да сватиме затоа што ние овде како немаме тој систем на образование, ние девалвиравме све овие 25 години и не знаеме, понекогаш ни е чудно кога некој постои таков национализам. И тој не е национализам опасен. Тој е соседа кореспондира со грчката држава и грчките историја. Бугарското истото е. Проблемот е многу едноставен. Ако си македонец, ти си или бугарин или си грк. Ако тие две нации признаат дека ние сме македонци, во тој случај клучното прашање е што сме ние, самите себе си има дилема. Значи, ние од првиот момент со формирањето на независност Република Македонија, со закнувањето на македонскиот национализам, на еден или на друг начин, условно да кажам, нели, веќе они тоа го учат, не можеме да ги смениме, ние представуваме своевидна закон, они не гледаат како своевидна закана по национализмот, не по безбедноста на државата. Ние не сме закана по Грција, ние не сме закана по Бугарија, ние сме закана по нивните нации. Така не перцепираат тие. Ние не. Ние знаеме дека не сме ничија закана. Баш ке има јасна разлика околу тоа, меѓутоа не може. Едноставно така се школувани 200-300 години. Дали е левичар, дали е десничар, дали е неутрален некој. Едноставно нема разлика тука. Као да велам, ние многу едноставно ги многу едноставно гледаме, многу симплифицирано гледаме на прашањето на национализмот. Не е прашањето дали ние ќе се откажеме од античка Македонија. Воопшто не е тоа прашање за грците. Прашањето дека постои македонец што не зборува на грчки јазик. Постои македонец кој што не зборува на бугарски јазик. Тоа е за нив дилемата. И тој феномен они не може да го објаснат сега веќе. Зашто генерации и генерации се формирани на тој начин. Добро, прашање за сите тројца. Прво да го слушнеме ставот на Васкополос. Сепак имаме една, да ја наречеме, еволуција од првичното инсистирање воопшто да го нема зборот Македонија во името на државата, да не се навраќаме сега на 92 па наваму се што се случуваше, иако имаме еден краток преглед подоцна и на тоа. До сега различни опции околу терминот или новото име и се што е на маса. Господине Васкополос, велите нема разлика. Каде тогаш ги гледате нијансите помеѓу она што е став на династијата Мицотакис, сегашниот нов лидер на Нова демократија? Го слушнавме, беше пренесена вчера изјавата на Самарас и она што се обидува да го направи новата влада на Ципрас. Каде тука вие ги гледате нијансите? Колку се тие само формални, а колку суштински, во однос на она што го говореше и професорот, а и господин Гајдов претходно? Да, секако се разбираме и со вашите драги гости и амбасадор дискусија и навистина детално објасни што е проблемот. Велам за нијанса во кој аспект. Закана беше 90-тите, како што рековме и добро објасни и амбасадорот, околу грчкиот национален идентитет со една независна македонска држава на Балканот и се раздрмува грчката национална идеологија. Мора да има реформа во Грција и да почнуваат да зборуваат дека има некоја друга македонштина на Балканот од ово што децении учат. Што е разликата што реков за нијансата? Тогаш навистина целата држава и цела машинерија работеше, дури да не може да има независна Република Македонија, еден политички субјект на Балканот, што секогаш државност носи врв на национална еманципација на еден народ и секако врв на македонштината на Балканот, нели? Последната држава, Република Македонија, што сепак е врв на македонската национална идеологија. Тоа беше за Грција страшен удар тогаш. Сега нијансата е обидите што ќе правиме муабет како ние анализираме грчките желби околу овие префикци тие работа, редефинирање на македонскиот национален идентитет по грчките национални интереси. И за да влезам директно на ово прашање, не е случајно што инсистира секогаш последниот период префикси пред зборот Македонија, да се редефинира, значи, македонскиот национален идентитет, и јас можам да опишувам
како грчката политичка елита и нијансите се јавуваат како промена последните месеци околу македонското прашање. Во што се состои таа промена? Само накратко, па господин Гајдов има реакција, дополнување. Кои се тие нијанси што велите во промената на тој став? Ако мене зборувате, конкретно, например, не е случајно, јас знам дека уште порано инсистират на овие префикси како нова, како њу. Значи, нова Македонија, нова македонштина. Видите, главниот аргумент на грчката идеологија, како што рекав, нема промена. Македонија е грчка, зошто ние грци сме деца и потомци и наследници и имаме апсолутно право на антиката. Сократес и Периклас е наше богатство, а после 12-13 година веќе и македонскиот фактор стана дел од грчкиот национален мит, условно речено. Затоа велам сега дека кога тоа сака да остане во подсвест и во свест на просечен грк, пробат со туркање на овие префикси како нова, што е желба, како што знам сигурно и по грчките министерски кругови, затоа што на некој начин тоа е и просечна мисла на условно речено по-демократи македонци, што признават словенство, ама не можат да признаат една друга македонштина, затоа што грчката национална идеологија ти вели тоа. Нова Македонија, нови македонци, па да, Словени, дојдоа на нашето место, на светата наша земја, грчка македонска, и окей, можам овие твои словенски обележија јас да ти признавам нешто, и затоа моја Македонија е грчка, а ти нова Македонија, ново македонец, ти си нешто друго, гостит во нашите простори. Карикирано пробав да ви објаснам како просечен грк мисли околу конкретно проблемот со национални идентитети. Ова ли е таа перцепција и каде се сега тука нијансите? Имаме на реплика, Нив не им пречи Македонија ваква и нацијата македонска. Нив им пречи македонското национално малцинство што го протера или го минимизира во Грција. Нив им пречи што тие, кога ќе влеземе во Европска унија и во НАТО, а они знаат дека ќе влеземе, тоа им пречи дека ќе мора да дават големи пари за репарации околу имотите. А ова што се случува околу грчкиот изблик на шовинизам, не на национализм, тоа е шовинизам. Кога ти нешто што не е твое викаш дека е твое. Во Македонија се повторува, иако луѓе не знаат, а и Ципрас и министерот Козијас, главните играчи во овој диалог, стално велат не е ексклузивен терминот Македонија и доста со иредентизам. Нашите луѓе во Македонија не знаат дека тој иредентизам значи она што во Италија, кога Кралска Југославија изема едно парче и Титова Југославија едно парче на Италија, ти имаат движење Италија иредента, Италија неослободена. Значи, грците тврдат дека ние сакаме нешто да земеме од нив. Со тоа го плашат народот. А мислам дека тоа е без основа, бидејќи ние и во нашите изјави, и во приемот во овие нации, што е она на 7 април. Ја имаме времената спогодба, ќе ја разговараме. Ја коментирав од јутрото, тоа беше дека мора да преговараме само за разликите од името. Ни за јазик, ни за идентитет, за ништо. Господине Воскополос, се ова дека биде последно прашање за вас. Што очекувате да се случува понатаму? И двете влади, и последните изјави на Ципрас и Козијас се дека тие продолжуваат понатаму со нивната политика, а тоа упатува на напори за некакво решавање на прашањето со името, и тоа се чини за релативно брзо време, некаде до јуни, што навидом, особено и во македонската јавност, каде што немаме многу детали и сите детали доаѓаат од грчките медиуми, се чини некако и несватливо за нешто што постоело повеќе од 20 години. Не може да се предвидува со сигурност што ќе се случи. За мене, искрено речено, ми беше и чудно дури 2008 година,
ми беше неочекувано дека ќе има таков вид застој во Букурешти пред самитот за НАТО и веќе учество и за членување на Република Македонија во ова западна важна организација. Така што не е лесно и сега да предвидуваме како ќе одат работите. Само што има една, според мене, има една разлика. Тоа е голема тема и вие ќе разговарате што се случува и стручњаците и претпоставувам и македонското министерство и луѓето и аналитичари лесно може да увидат дека има едно загревање од страна на НАТО и на овие западни структури, дека мора и Република Македонија веќе да влезе во ова важна западна институција како што е НАТО. Не е случајно дека и Црна Гора веќе членка, Албанија е членка. Тие се големи интереси и што се случува околу западните и сили и Русија или источните сили од другата страна. Не сакам немам право, не сум граѓанин во Републиката Македонија да влезам таму. Ве прашуваме, вие секогаш инсистирате на тоа дека сте пред се граѓанин на Грција, македонец, токму од таа перспектива. Еви, во случај на најоптимистичко сценарио да се дојде до тоа фамозно взаемно прифатливо решение со оглед на констелацијата на политичките односи, расположението во грчката јавност, сметате ли дека тоа може на каков било начин да помине во грчкиот парламент и да биде прифатено како една нова реалност? Видите, и тоа не може да биде лесно, затоа што треба да се спрема. Има во Грција овие политички и партиски шпекулации. Познато е што се случува последното време. Има и некој вид контри, условно речено, опозицијата и овие кругови и политички формации се за една страна, некои се за друга страна. Ова е грчки внатрешен проблем околу ова тема. Само треба да напомениме дека е во Грција, ако нема некој вид реформа, бидете сигурни оти нема лесно да помине нешто во грчкото општество. Треба да се спрема просечен грчки граѓанин за било шо. И видите, од моја гледна точка уште еднаш да кажам зошто е многу важно Се надевам дека ќе го добиеме уште еднаш господинот Васкопулос Филипов за неговата финална поента. Продолжуваме со она што е карактеристично во сите изјави и она постојано инсистирање дури и во ова различност на владата на Ципраса, тоа е и иредентизмот. Дури и сега, од она што го слушаме, што го слушавме од Коцijas, повторно се инсистира на некакво оградување од тој иредентизам. Од каде сето тоа, ако времената спогодба и во својата преамбула, и во членот 6 веќе ги има апсолвирано и решено тие прашања, или еве да ги наречеме и стравови од можно менување на граници и така натаму. Политичарите играат секогаш на краткото паметење на народот. Коцijas пред некој ден рече, министерот Коцijas пред некој ден рече дека нема што да се бунат десничарите, зашто македонскиот јазик е усвоен во Атина на конференција на Обединетите нации 1997 година, што не е точно. 20 години пред тоа, за може он да го вини својот опонент, Неа Демократија, он вели дека 1997. Иредентизмот, они го вадат као џокер. Тие две работи што се повторуваат, значи, географска одредница, значи, сложено име со географска одредница, и второ, за сефтовна употреба. Тоа не е случајно, го донесе Кисинџер со Мицотакис во Давос и му го дадоа на господин Стојанов да му го даде на Глигоров. Мене 2008 година во Шарлотсвил дома ми го рече Иглбергер, министерот, државен секретар. За момент само го имаме господинот Филипов со неговиот завршен заклучок, па ќе ја продолжиме дебатата во студиото. Повелете.
Од прашањето беше застанавме, него слушнавме финалето на вашиот заклучок околу можниот исход. Да, извините, имаше прекид, Skype си прави електронските овие проблеми. Како што рековме, околу редефинирање и префиксите од страна на грчката дипломатија и турката, ово нова, нju, значи нова македонштина, нов идентитет и така натаму. Од друга страна треба да имаме нешто многу важно и ова е наш став и за виножито. Дискусијата околу географски префикси. Ние можеме да анализираме и можеме да кажеме дека ние знаеме многу добро грчката национална идеологија. Деструктивна, експанзионистичка и редентистичка идеологија во Грција се учи и ние од грчките школи дека ова античка грчка Македонија, да, Северна Македонија, за жал не се ослободи 12-13 година, Горна Македонија остана во рамките на Србија и така натаму. Грчкото, да инсистирам, значи во грчката, да знаете дипломатија, во грчкото МНР, тие може полесно ќе го сервират до просечен грчки граѓанин овај термини, овај префикс и ова Северна Македонија или Горна Македонија, што е една држава на некои словени гости што дојдоа во нашите балкански простори. За жал, ова е навистина дел од нашата славна античка грчка Македонија, така што, окей, ќе видиме во иднината како и што се односите со Северна или Горна Македонија. Значи, да не ширам. И имајте на ум, од наша гледна точка и позиција на виножито, ние не сакаме редентистички и такви конфликти. Ние не би сакале следните генерации да се труат од едната страна и од другата страна, дали се ослободи или треба да се соедини јужната или северната, горната и долната, и таков тип конфликти, ова е инвестиција на вистина на деструктивни политичките елити. А ово, кога си предстранец, уште ово да го кажам, не е лесно ако му кажеш на еден X немец дека географски префикс има проблем со идентитетот. Логично е дека нема проблем околу македонскиот национален идентитет. Еден северен виетнамец е виетнамец. Северен во Кореја, Северна Кореја, тие се кореанци. Значи не е прашање идентитетот околу географските префикси. Ама ово е инвестиција на деструктивни и редентистички политики. А ово другото, бидејќи можеме слободно да зборуваме за префикси што веќе се објавени во грчките мас-медиуми, дискусија за ново, нju, тамо има проблем со македонскиот национален идентитет. Мојот однос е јас да анализирам како грчките структури околу ова тема сервират. Јас ви благодарам за вашите искажувања вечерва. Оваа дебата ќе продолжи и секако ви очекуваме и во студиото во Скопје. Ви благодарам уште еднаш. Благодараме, топли поздрави до вашите гости и до тебе. Значи, 2008 година, неколку месеци после нашиот неуспех во Бугурешт, бев дома во Шарлотсвил кај бившиот државен секретар Лоренс Иглбергер и го прашав што ми мислите, како може вчера да каже Џорџ Буш јуниор ќе влеземе, утре нема да влеземе. Беде вика, веројатно вие во некое време, ако треба се нагодите со грците, ќе се викате Северна Македонија. А ја му реков, а дали тоа што денеса рече вашиот председател, ќе влеземе утре се повлече, тоа е затоа што францускиот председател Ширак му рекол, ќе ватам Франција во војното крило на НАТО и ќе ти дам неколку илјади специјалци во Авганистан, само немој да ја признаеш Македонија. Он се смее, не би рече ни да ни не. А она што е главното прашање што го отворивте сега вие. Во Грција сега ова е главно внатрешно прашање. Зашто Грција сега има избор или Македонија во НАТО Европска унија, или грците во море. Зашто во август месец доаѓа сметка да се платат милијардите евра за камата. Грција е должна 320 милијарди евра и ако не им ги дадат парите
американците, французите, британците и Да го другите. оставим овој дел околу притисокот од каде доаѓа да ја расчистиме дилемата околу иредентизмот, бидејќи во преамбулата се споменува на 3 места дека вика еве само еден цитат со желба да ја потврдат постоечката граница меѓу ДИВ како трајна и меѓународна призната, тоа е во се согласуваат на следното и си почнува времената спогодба, па доаѓаме до член 6 каде што во првата точка се вели дека втората страна изјавува дека ништо во нејзиниот состав, особено преамбулата, член 3, член 49 и така натаму, не упатува на иредентистички или какви било други позиции. На ова да ја додадеме Хашката пресуда, со сите нејзини заклучоци се поставува прашањето зошто сега повторно во тој нацрт, што наводно на 23 февруари со ден-два порано или подоцна, како што најави Коцијас со тој нов грчки нацрт што ќе го достави, зошто повторно се инсистира на прашањето на иредентизмот, кое што очигледно е затворено и сите гаранции од македонска страна се веќе дадени. Грците не можат да се помират со тоа. Не може да се помират грците со тоа дека конечно Македонија станува сериозен меѓународен субјект и ќе влезе во НАТО и Европска унија без нивна волја. Она што го донесе господин Нандов од таткото на сегашниот лидер на ДЕА Демократија, на ливчето пишуваше Република Македонија тире Скопје, што ги исполнува двете грчки големи барања. Сложено име со географска одредница и за општа употреба. Тоа значи нема да има промена на уставот во Македонија, значи ќе си живееме како што се живеевме, нема промена на пасоши, лични карти. Грција во петиот предлог на амбасадорот Нимиц го доби тој предлог само заграда пишува. И они велат, они сакаат подобро, како што рече и Павле Воскополос, неа Македонија, значи нова Македонија од 44-5 година. Она што е да им се остави на историјата грчка. Тоа е големиот извор на шовинизмот и на иредентизмот грчки. Господине Донев, иако... Значи, прво една работа да знаеме. Оно што се зборува јавно е за се дигне цената на преговорите. Значи, ние, оно што јас го следам, колку што можам да го следам веќе уназад неколку години, последниве неколку месеци, страшно наседнуваме на тие трикови, преговарачки трикови, кои што грците многу вешто користат. Не само за да ја зајакне својата позиција, него затоа што ние еден обичен германец или еден обичен британец или чех и така натаму, ако прочита информацијата, не тој се задолбожува нешто понатаму да гледа што и како што се случува на Балкан. Тоа не е специјалист за прашањата. И ние наседнуваме на тие трикови. Нали, он ќе каже Коцијас македонскиот идентизам и ние одма чека да видиме што е ова сега, кај ние ја утнавме. Повторно вината ја префрламе на наша страна. Значи ние со времената спогодба не извршивме промени на уставот. И ставивме јасно до знаење дека дури она што се свеќаше во македонскиот устав дека е идентистичко кон Република Грција е решено тоа прашање. Втора работа. Ние со пресудата на меѓународниот суд во Хаг јасно е ставено, тоа се јасни документи и едната и другата се јасни документи. Дека ние немаме никакви ниту претензии спрема Грција, територијални претензии, ниту имаме претензии спрема нивната историја, зашто никој нема право на нешто се случило пред 2000 години да става тапја во крајна линија. Велам вулгарно зборувам. Меѓутоа тоа се трикови кои што се користат и нормално и пиар. Ние во секој момент наседнуваме, македонските медиуми се преполнени со она што ќе го пушти како трик ќе го пушти Коцијас или Ципрас или некој грчки политичар, и ние веднаш навлегуваме во тоа. Меѓутоа, тоа е во недостаток на информации кои што од македонска страна. Па ние немаме, не можете да имате во Македонија информации кога ние немаме стратегија која за преговорите. Бидејќи не можете, не смеете да заборавите на еден факт, тоа го споменав и претходно во една друга дебата. Во еден дел од интервјуто и во изјавите што ги даде по посетите на Скопје и Атина, Нимиц вели, за жал некои информации протекоа.
самиот тој факт покажува дека она што доаѓа од грчкото МНР во голем дел може да се смета за релевантно, а на тоа не учи и искуството, дека вообичаено во тој дипломатско-пропаганден дел ние сме секогаш во дефанзива наспроти нивната огромна машинерија. Значи, а последните предлози на Нимец прво протекува од Албанија, преку албанскиот портал, и тоа што беше таму, јасно е потврдено, и во цело време се потврдува. После тоа го презедува и другите медиуми, денеска та Вимаја или го објави интегралниот, фактички. Може би нешто малце плюс-минус нешто малце, меѓутоа интегралниот предлог на ова. Значи тоа не велам, да, се согласувам понекогаш дека мора да има дискреција. Посебно го се разговара за ова. Меѓутоа кај нас е проблемот е кај нас што од нашата страна, но што цело време го зборувам, ние немаме стратегија. Колку и да ви звучи радикално, ако вие немате црвена линија, вие не можете да преговарате тогаш. Зашто ако немате црвена линија, значи техниката на преговарање, зборувам од тука. Не е ли црвена линија, тоа што го да, тука имам две дилеми. Прво, дали е црвена, дали е црвена линија изјавата на Димитров дека доколку се посегне по идентитетот нема договор. Тоа е првото прашање, и второ, дали во услови кога се најавува интензивно решение, во услови кога се очекува тоа да биде до јуни. На тоа налагаат роковите, се извинувам. Во ова студио, во петокот, вице-премиерот за европски прашања, во својство на владин представник, рече дека Македонија во овој момент нема државен консензус, а следува сет на настани кои што ќе бараат брзи одлуки. Значи, од 90-та година наваму, ние немаме никаква државна стратегија и државен консензус. Затоа што ние за сите прашања, вклучувајќи и вакви сериозни прашања кои што е прашањето за името, ние го свидуваме на ниво на дневна политика. Го свидуваме на дневна политика. Она што министерот го кажа на последната пресконференција, да, тоа е, да речеме, нашата црвена линија, меѓутоа и тоа е, како да кажам, тоа е во еден момент, тоа е последен обид нешто да одбрани. Ако вие сте му дозволиле на Нимец да визде, значи пазите, ние имаме резолуција на Обединетите нации, на Советот за безбедност. Две. Разговараме за разликите околу употребата на името во надворешните комуникации. Значи тоа е она за што ние треба да разговараме. Ние се доведовме во ситуација заради немањето на стратегија, не само во овој момент, значи ја ви зборувам уназад за 25 години. Ние се доведовме во ситуација да Нимец ви излага со предлог за брендирање на македонско вино, ви излага со предлог за промена на домејните, на сите портали, интернет портали во Македонија, запишување на смешен идиотски предлог Нова Македонија или Горна Македонија на кирилица, па кој као сака нека не чита нас, кој да сме ние, не знам, кој ја ќе отидам нели во Кина на пазар, па не знам како да прочитам таму нешто. Значи тоа е проблемот, ви кажам. Министерот мора во таков случај барем достоинствено, ако во ништо ако не да гледа дека неговото достоинство како македонец е нарушено со овој предлог на Нимец. Ја дига црвената линија. Без при тоа, пазете, во ниеден момент да се размисли и да се направи сериозна проценка кост ефективност. Што значи промена и на уставно име со зачувување на македонска нација? Колку тоа нас не чини? Ние тоа не го знаеме што на зборам сега, нели карикирам. Каде тука Што на пазите на документите од Аслум ќе ставиме фуснота, ќе речеме партизани или комунисти, извинете, не зезнавте. Ме разбирате, тоа се многу сериозни прашања, тоа не се прашања што за дневна политика. Кај нас се сваќа дека дали сте против владата или сте против министрот или против некој друг. Не, мораме сериозно да разговараме, мора да дигнеш ручна. Зашто ти дал некој рок до јуни? Па ние имаме одлука на НАТО. Дека оној момент кој ќе го решиме прашањето за името, амбасадорите во НАТО ќе го започнат процедурата за ратификување на протоколот. На самит на НАТО не ни треба. Велат мозаикот и коцките се така склопени и ама видете, меѓународното за тоа ви велам, пазете, имајте секојаш во предвид. Па гледајте ги позициите во однос на Русија. Најглуп пример ќе дам вечерва. Германија вика, не ја признаваме руската анексија на Крим. Сите го вика тоа. Па зар мисли некој сериозно, зар вие мислите дека Меркел мисли дека некогаш Русија ќе го врати Крим назад? Тоа се подига цената на преговорите. Русија да плати многу поголема цена за што ќе го задржи Крим. Тоа е проблемот кај што ние наседнуваме. Ние буквално наседнуваме на ситни провокации и кој ни ги склопил нас коцките?
Па никој не ни исклопија цело време тоа. Јуни. Зашто јуни? Ние сме прифатиле до јуни го решен премото. Кој тоа прифатил? Никој. Грција прифатиле. Боже сачувај. Молкот и од страна на председателот и од страна на опозицијата укажува дека барем има некаков првичен некаква согласност дека овој ветар да го наречеме до јуни треба да се искористи. Е многу просто е. Не можеме до јуни да го решиме прашањето. Само ќе ги продолбочиме внатре македонските разлики. ВМРО ДПМН јасно стои на неговите позиции. Не прифаќа ништо тоа. Како до јуни ќе го решите? Треба ли парламент да дое тоа? Ние имаме резолуција на македонскиот парламент од 2008 година кај што не прифаќа промена на уставно име на Република Македонија. Тоа е интересното што после последната консултативна средба и ставот на ВМРО ДПМН е онаа црвена линија околу идентитетот, господин Агар. Во своите настапи новиот лидер на ВМРО ДПМН каже една формулација што до сега не беше позната во Македонија. Нема да поддржиме промена на уставот заради промена на името. Толку. Тоа е сериозна порака, што не мислам дека него му текнало. Он е машински инженер, предава јакосна материја и механика. Што препознавате во таа нова формулација? Мислам дека некој му шипнал од големите сили, зашто Америка не може да дозволи големата НАТО дупка наречена Србија да се прошири и овде. И мислам дека ова првата половина на годинава не го измисли ни амбасадорот, ни ја, некој во Македонија. Тоа го рече Козијас. Не го рече случајно. Зашто го рече тој? Тој знае дека до самитот на НАТО мора да се реши грчкиот проблем со нашето уставно име, зашто некој ќе има чекан по грчкиот джеп. Значи, Грција ќе излезе на улица, бидејќи ќе банкротира, нема да има плати, пензии и така натаму. Тоа што реков преска. Големата слика која гледаме. Што значи во превод на македонски јазик? Тоа значи дека во Македонија ќе има консензус ако не се менува уставното име. Тоа го рече лидерот на опозицијата и мислам дека тоа е сериозна обврска на таа партија. А во парламентот да се врши промена на името, како што рече амбасадорот, тоа никој паметен нема да има. Меѓутоа, многу значајно е во Њујорк, после средбата на нашиот министер Димитров со Козијас, кај што ни има убав еден разговор, втор, утредента Козијас на брифинг, на тајно инструирање на грчките, не рече не е само името, туку и јазикот, идентитетот и кратенките. И тогаш му трчаат грчките нови, вика, нашиот министер вика, ако некој го става во формулата идентитет, тогаш нема ни разговор, ни договор. Тоа го повтори во Скопје. Според ова однато има ги имаме и кратенките. Ја меѓу другите работи на факултет предавам и преговарање. Фино рече амбасадорот. Тоа е максимум, оние дигаат поручката, ама минимум што ќе прифатат, тоа е сложено име што. Ако си мангуп, си мангуп. Не, нашите не сич наивни, ги познавам и Заев и Димитров, мислам дека се тоа зрели луѓе и мислам дека ќе истераат работава, затоа што Метју Нимиц ич не е наивен. Ако грците конечно, у студио реков Фаниова, ако не се сложат со било кое поместување на едната цврста линија, зашто они сега имаат црни линии, не црвени, да се покажат големи патриоти, тогаш има решение. Американците, чии службеник е Метју Нимиц, ќе му речат враќа го мандатот и се знае. Он го враќа мандатот и Совет за безбедност се гласа и остануваме. Значи, грците имаат избор или да влеземе као Република Македонија, или као бивша Југословенска Република Македонија. Затоа што немаат друго избор тие. Тоа е моето мислење. Многу оптимистички изгледа ова во однос на што го слушаме како предлози. Пред паузата за реклами да го видиме и прилогот на колешката Елена Ивановска-Муковска околу тоа какво е расположението во двете земји. Во Атина излезе анкета на влијателниот Елија Меп, кој се смета за еден од креаторите на политиките кон Македонија, а во Скопје е направена друга анкета. Да ја слушнеме анкетата, пауза за реклами и се враќаме со завршните зборови. Високо мнозинство на грци не сакаат терминот Македонија да биде содржан во името на нашата држава. Истражувањето на јавното мислење на фондацијата Елија Меп, спроведено од 23 до 25 јануари годинава, покажува дека 71% од анкетираните одговориле дека не прифаќаат име, што би го содржало терминот Македонија. За 22,5% од анкетираните е прифатливо сложено име, додека 6% немаат став за ова прашање. За споредба, во анкетата од пред 2 години процентот на испитаници кои биле против решение за името кое би содржало и термин Македонија бил помал и изнесувал 57%.
38% биле за сложено име, а 5% немале одговор на ова прашање. Според последната анкета, проблемот поврзан со името е многу важен за 65% од грците, а воопшто не е важен за 9,5% од испитаниците. Името и идентитетските прашања силно влијаат на перцепцијата на македонските граѓани за членство во Европската Унија, е еден од заклучоците на дебатната анкета на Институтот за европски политики ЕПИ. Околу 19,6% од граѓаните силно се противат на интеграцијата во ЕУ, поради страхот од промена на националниот идентитет. Ова се резултатите од анкетата направена по дебатата во ноември. Предходно поголем број испитаници, односно 30% се изјасниле дека се противат на зачленување во Унијата, затоа што се плашат од промена на идентитетот. Прашањето е колку силно би поддржувале или би се спротивставиле на било каква промена на уставното име, доколку македонскиот јазик и името македонци се загарантирани. Пред дебата 28,1%, додека после дебата 40,9%, значи округло околу 41% граѓани на држава во моментот поддржуваат промена на уставното име на државата, доколку идентитетот и јазикот кај етничките македонци првенствено говорам се загарантирани. Според оваа анкета, првично 35% од граѓаните сметале дека решение за спорот со името е неопходно за интеграција во Европската Унија. По дебатата оваа бројка пораснала на 46%. Првиот дел од анкетата е спроведен на репрезентативен примерок од 1200 испитаници од цела држава во период од 1 до 7 ноември 2017. По завршувањето на дебатниот настан во ноември 2017 биле анкетирани 150 граѓани на исти прашања и теми како од основната анкета. Спорот со Грција околу нашето име е стар, речиси колку и независноста на Македонија. Ембарго, блокади, протести, антиквизација, преговори. Во 1993 година Македонија стана членка на Обединетите нации под референцата БРМ. 2 години подоцна, 1995 во Њујорк е подпишана привремената спогодба. Македонија го смени државното знаме со сонце од Вергина и уставот. 2006 Македонија го преименува Скопскиот аеродром во Александар Велики, кој според последните најави од премиерот ќе биде повторно преименуван. Во 2008 самит во Букуреш на НАТО, откаде беше испоратена порака дека без решен спор нема влез во алијансата. Поради ветото, Македонија поднесе тужба против Грција во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, кој во 2011 пресуди дека Грција ја прекршила привремената спогодба. По заострените односи изминатите години, периодов, интензивирање на преговорите и нов оптимизам за решение на името. Добре дојдовте назад во студиото. Дел од моите гости веќе, особено Гајдов, во паузата го прогласи и денот за прием на Македонија во НАТО, меѓутоа очигледно до тогаш ќе имаме уште многу време и многу преговори и разговори. Прашање и до 20, она што е најава после последниот предлог, последната рамка на Нимиц е дека сега Грција подготвува некаков договор. Имајќи предвид времената спогодба, дали е ова излегување од рамките на времената спогодба, особено што ја имаме и изјавата која што денеска деновиве ја слушнавме од поранешниот грчки министер Венизелос, дека да, треба решение, треба да се искористи моментот, но да се вратиме на времената спогодба. Кој пар? Еве. Како сакате се? Повелете, Значи, да има баланс. Значи, времената спогодба е напуштена дефинитивно. Самиот Нимец ја напушти. Не знам од кои причини, не знам зашто го прекрши мандатот, меѓутоа е напушти. Он влезе во нешто што нема никаква заедна врска со времената спогодба и со сите други прашања што ги предложи. Очигледно е дека добил сигнал за такво нешто. Дека му е дадена согласност на тоа да го направи. Зашто му е дадено тоа и стварно не можам да сватам, не можам да ја разберам поентата на цела оваа приказна со она што е предлог. Значи, тој предлог е апсолутно неприфатлив. Нели се обидува да го демантира тоа што го кажа амбасадорот Наумовски, меѓутоа тоа е факт. Она што го предложи Нимиц е недостоинствено. За тоа не се разговара. Меѓутоа не е тоа проблемот дали преговорите ќе пропаднат или нема да пропаднат. Значи, проблемот е што ние сме прифатиле нешто, место да го одбиеме како предлог на старт. Вие следната преговарачка
рунда, позициите сте ги ослабнале. Врз основа на овој предлог, кој што е прифатен од нашиот државен врв, кој што рече ова е фино за се разговара, ние сме информирани, владата нека си зема Не, има по-добри и по-малку добри или вознемирувачки нешта. Вред, како и да е. Тоа е изјавата на шефот на дипломатијата, останатите сите беа воздржани. Врз основа на она што нели го знаеме кои се предлозите. Значи што може да предложи Кодзија сега во момент? Што ние можеме да очекуваме? Не е прашањето дали ќе предложи Горна Нова Македонија и така натака. Не, па он ги најави сите точки и повторно го споменува и редентизмот и затоа јас спомнав дали се излегува од времената спогодба и се влегува на се доаѓа на ниво на билатерално договарање, кое што само треба да биде верификувано потоа од ние дефинитивно сме излезени од времената спогодба. Значи тоа воопшто да не разговара, веќе нема потреба да разговараме за времената спогодба. Таа е готова, напуштена е веќе. Буквално е напуштена веќе. Двајцата премиери разговара директно. Самиот министер најави дека ќе продолжат преговорите на министерско ниво. Не мислам да го кажа. Значи, на што пак се должи сега таа промена, ако до вчера постојано се инсистираше, особено од грчка страна, при секој обид да се помогне од надвор, особено од Брисел, преговорите мора да се задржат во рамката на Немец. Значи, затоа ви кажувам, некој попуштил. Не е моје да шпекулирам. Ја имам сомневање, меѓутоа не е моје да шпекулирам. Точно заради ова што грците го кажува, ние изместивме целата рамка, изместивме. Прифативме. Врз основа на предлогот на Немец, она што Кодзија се го предложи, кое и да е име, ќе биде на словенски јазик. На македонски јазик. Значи, кирилица нема да има на пасошот. Нема што да очекуваме ние дека Кодзија се што ќе се разбуди утрово и ќе предложи нешто повеќе од тоа што Немец го предложил. Нема македонска националност. Тоа е јасно на старт, уште јасно зашто тоа грците нема никаде да го прифатат. Они може да прифатат само и то пазете, ова е. Еве две опции има наводно, македонски напишано на латиница или граѓани на Па тоа ви кажувам, затоа ви кажувам, значи она што гркот не може да прочита. Притоа имајте во предвид една друга работа, дека ова сега што ни е предлог на Немец и ова што сега го прави Грција е колатерала, ова е колатерала. Они не можат сега да дадат друго решение од сето она што они го планира и го работеа последните 2 години. Ова е сега во овој момент колатерала. Вие не може да заборавите, без оглед колку нам ни одговара или не ни одговара од, да речем, идеолошки причини. Почнете од диво населје и предиво населје, идете наваму. И ставете го во пакет Кипар. Ставете Босна и Херцеговина, ставете го Косово. И во тој случај ќе имате јасната слика. Ова е колатерала сега во овој момент. Ова е условно речено добра волја на Македонија, не знам зашто. Последен обид на оваа влада на Грција да излече што е можно повеќе или да обезбеди барем подобра стартна позиција за следната рунда на преговори. Немец вели меѓународните сили и Германија, а веќе и грчките медиуми и дел од германците сериозно ја споменуваат и Русија и руско замешателство. Да не го повторуваме, веројатно се согласувате со ова дека излеговме од оваа рамка, кои се причините што се оди сега за стартно навидум на некаков билатерален договор кој подоцна би бил? Не се слагам со неговата изјава дека нема во Македонија стратегија сега последнава година, затоа што прв пат некој им возврати на грците жестоко околу идентитетот. Тоа е првата работа. Зашто само да довршам, прескате слушав многу памтење или не можеш грчкиот порборал. Прескате слушав многу внимателно, не ти влегувам во збор. На репликата преска што не се сложи. Не ти вратив, така да немој сега да ме прекинуваш. Не ти влегувам гор непристојно. Ја да довршам само реченицата. Значи, во подпишан договор на 13 септември 1995 година. Сите елементи се дадени. Грција не од 95-та, од Париски мировен договор 18 година, ни еден договор подпишан не го спровела. Печат на тоа неспроведување или излегување од овој договор е пресудата во Хаг на суд на меѓународно право на Обединените нации. Мислам дека нема во Македонија маж, државник, дали премиерот, дали министерот, што ќе потпише документ што е не користен за Македонија, бидејќи тој документ не е документ на музичка младина, тој мора да се верификува во парламентот. Во парламентот не може да добија 2/3 за договор што е некористен за Македонија.
сега немаме многу време. Само уште една реченица. Не случајно, деновиве, патриархот во Цариград рече, значи тој се јави, некој му кажал, не може да му текне него сега да се јаву, дека ова мора да се смири и не може со викање да се решават проблемите и он ги поддржува сите братски, сестрински, како вика, православни цркви. Значи, патриархот во Цариград. Само да одговор. После изјавата на Димитров. Првата или втората? Не, втората, последната изјава дека национализмот и така натака македонскиот националитет и така. Која беше реакцијата на грчкото министерство за внатрешни работи? Која беше реакцијата на грчкото на портпарол на владата? Со овој, па што ако? Не, извини. Ние не може она што е договорено во Давос да се менува. Значи, ја те молам, ја прифаќам дека поддржуваме политички опции и така натака и така натака. Меѓутоа мораме да барем пред граѓаните на Република Македонија да бидеме коректни и јасно да ги кажуваме фактите. Они нека си вадат заклучоци. Значи, за тоа велам јас. Времената спогодба е прекршена. Ја не шпекулирам со тоа некој му шепнал и некој му шепнал. Не може никој мене да ми шепне ако ја не прифатам. Прашањето наше е зашто во овој момент државниот врв на Република Македонија прифати да разговара за нешто што е вон времената спогодба. Мене тоа ме интересира во овој момент. Затоа што не зборувам што ќе се излезе решение од ова. Која ви е прогнозата? Зошто и тука завршуваме и што очекувате, бидејќи очигледно е дека се турка кон решение, има некаква воздржаност, иако нема заеднички став во државно-политичкиот врв. Која е таа констелација која што... Значи, имате ситуација, има многу, можете многу причини да најдете зашто тоа се случува. Можете да бидете злонамерен, или може да бидете циничен, може да најдете многу причини. Едноставно е причината многу едноставна. Но ја така сакам да ја кажам сега. Иако имам уште и други установувања. Нека биде бенигна. Наивност во приодот кон прашањето за преговорите. Наивност. Исто кој што беше наивност во однос на Бугарија. Верујте ми, во Македонија, ако немате ви институција која е на дневна база следи што се случува во грчкото општество, а немам институција така. МНР не е мојата работа све. Вие не знаете што се случува таму. И тогаш имате вакви залетувања. Ако не знаете што ви се случува кај сосед, ако не знаете да го објасните феноменот на грчкиот национализам, велам, не е тоа, Гајдов го оценува шовинистички, немам ништо против тоа што он ги употребува тие зборови. Меѓутоа, за обичниот грк, тоа е сосема нормално да не може да препознае ништо такво нешто. Ние такви кадри немаме. И налетуваме на наивни трикови понекогаш упатени од недобро намерни наши пријатели под наводници странци, кои што пак заради ефтини кариери сакаат нешто да направат. Што очекувате? Ја не очекувам ништо од овие преговори. Очекувам само една да речеме еден тежок удар за оваа влада, тежок удар на меѓународен план, влошување на внатрешните односи во Македонија ако продолжат на овој начин со преговорите и дури влошување на меѓуетничките односи. Гајдов, вашата последна минута на прашање, рековте во паузата на 11 јули во ова студио ќе го славиме членството во НАТО со сите оценки претходно дека имаме предлог кој што еве според амбасадорот е лош, треба да се одбие. Според министерот за надворешни има добри, помалку добри и вознемирувачки елементи. На што го темелите тој оптимизм? Не можеме ние, како што сака амбасадор, да му имплицира на премиерот дека прифатил нешто што е погубно за Македонија. Не јас, грчкиот портпарол на владата и министерот за внатрешни работи на Грција, ја не. Јас се повикувам на нивните изјави, ништо друго. Да довршам смеем. Значи, сметам дека политиката не е ни логика, ни етика, ни естетика. Политиката е сурова сила и интерес. Во оваа ситуација нему е на Грција противник македонскиот политички врв или владин врв. Грција овој пат се судира со интересот на голема сила, во исто студио реков ја, и во јули месец и во јануари кој бев два пати гостин кај вас, дека Америка има донесена одлука заради руското пенетрирање на Балканот да ја прекине таа нивна стратегија и да ја волвече Македонија во НАТО за почеток по секоја цена, а цената ќе ја плати Грција овој пат. Јас ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости, а за крај
Неколку изјави и гледишта на режисерот и исто така професор Унковски, кој голем дел од својата кариера помина во Грција, режираше значајни представи и еве едно негово гледиште на она што се случуваше на протестите, но и перспективите за односите меѓу, како што се вели, обичните луѓе од двете страни на границата. Видите, ја видов дека само Теодораки се јави тамо, кој што е релативно доста стар и кој што е познат левичар, така да кажем, зарад што и лежал во еден остров во Грција, која беше хунтата. Меѓутоа, морам исторено да кажам дека примев барем 2-3 пораки од пријатели од Грција кои што се изменуваат за вчерашниот митинг, се срамат од тоа што било. Уметноста секојаш се допирала до национализмот. Па мислам кај нас за неја последниве години видовме милион случаи, некои чекаат и судење од слични причини. Зашто некој национализмот дава една друга сила, особено ако сте во некаква криза уметничка, творечка или имате чувство за некаква должност према земјата, sejedno дали е тоа во ред или не е во ред и така натаму. Така да не мислам дека е оно што го видов вчера, што делимично го пратев. Не гледам дека некои големи уметници се вклучија таму, освен Теодоракис кој што бил во Скопје, имал тука концерт, сум бил кај него дома во Атина, има живе во центарот на Атина и се било во ред, мислам, така да ова е некоја нова фаза врзана со разни елементи што не ги знам доволно за да можам да ги коментирам. Меѓутоа, конечно, не се, многу морам да кажам дека не се потресов од вчерашниот митинг во Грција, затоа што знам колку голем град е Атина. Значи, тоа е релативно мал митинг за толкав град. Така да се надевам дека преговорите ќе продолжат во позитивен дух и дека овај вчерашен изблик на ерупција на национализам ќе нема да го попречи тоа. Па видите, се е можно, бидејќи се со решавање на проблемот со името меѓу нашите две земји, ќе се некои структури ќе изгубат на важност, ќе изгубат на смисол на постоење, ќе изгубат на тоа дека мора да бидат третирани со внимание и така натаму, затоа што на тоа уствари живеат, на тоа се финансираат, на тоа извршуваат работи за разни сили и така натаму. Така да се е возможно, иако се покажат дека е многу послаб тој, така да кажам, националистички изблик таму, иако се грците се, така да кажам, големи патриоти и многу се живчани кога се разни протести, демонстрации. После фудбалски надпред се палат автомобили во Атина, повеќе пати и така натаму. Така да, јас се е можно, не може да бидам пророк, меѓутоа и дури да има такви настани, верувам дека процесот е тешко се запира, особено што гледам дека ни господин Ципрас не се препотресе многу околу вчерашните случувања тамо, што се непријатно се паролите што се говорат, непријатно е дека говорат дека сега да имат иста граница со Србија и така натаму. Меѓутоа, тоа е дел све од нешто што сме слушале порано. Апсолутно не. Јас сум работел две представи во Атина, една во Солун, со глумци од Атина и од Солун, што имаше премиера во Епидаурус, на најважното место од Грчко, за театар и апсолутно немало никој проблем. Сите интервјуи што сум ги дал таму, а многу сум дал, беа како што сум изговорил, ако сум рекол Македонија, така стоело, со нивни коментар дека не се слагат или се слагаат. И практично имам еден огромен број пријатели во театарот кои што многу позитивно и многу, како да кажам, со љубов и со желба гледаат на соработката. Така да не сум бил изложен на било каква непријатност. Можам да кажам еден куриозитет, кога Америка не призна подуставното име на 7 јануари, мислам дека беше, ја бев во Атина со моја кола и се возев по целиот град
И малце ми беше шубе, зашто скопска регистрација се гледа одма, не? Меѓутоа, ни тогаш, ни подоцна немало некои проблеми. И ако се разбира, сигурно има и други искуства, јас говорим за моето. Тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма филмска програма, па нови информативни содржини во ноќното студио со Снежана Лупевска. Созен вечер.